Дали знаете дека пештерната црква во ведение на Пресвета Богородица во храм Канео, Охрид, сместена е јужно од главниот храм посветен на Свети Јован Богослов Канео, во природен карпест амбиент, засолнет од сите три страни со високо издигнати карпи, а само со мал тесен приод од езерото помеѓу две карпи. Без оглед на мошне големите оштетување на фреските, по подетална анализа се распознава композицијата во ведение на Пресвета Богородица во храм, а според зачуваните остатоци од лицата на младите девојки, драпериите на некои фигури, орнаментиката на облеката од првосвештеникот Захари и дел од архитектурната декорација во заднината, покажува дека зографот работи во духот на класистичките ликовни разбирања во стилот на палеолозите и затоа се налага заклучокот дека овој пештерен храм бил создаден за монашките потреби при самиот крај на 14 век и почетокот на 15 век. Дали знаете дека иако смоквата често се нарекува кралица на медитеранското овошје, технички таа спаѓа во категоријата цвеќења, а начинот на незиното оформување е истовремено фасцинантен и застрашувачки. Незините цветови цветаат во внатрешноста на крушковидната капсула, која подоцна досозрева во овошје кое го јадиме. А тоа не е само едно овошје, туку цел збир. Бидејќи цветаат од внатре, потребен им е специјален процес на оплодување кој не може да го направат пчелите и ветрот, па тука на сцена стапуваат смоквините оси. Осата женка влегува во машка смоква, крилата на женката се кршат додека влегува во малиот премин во смоквата, па така кога еднаш влезат, излегување нема. Машките оси, бебиња, се раѓаат без крилја, затоа што единствена функција им е да ги оплодат женките. Технички, нивните сестри прокопуваат тунел низ смоквата. Откако осата умира во внатрешноста на смоквата, таа се разградува, а колку тоа и да звучи бизарно, сепак е неопходно во процесот на создавање вкусна смоква.